Пајќа кривин. Мислев дека Мара се нашла некој за стално. Излезе дека бил само по договор за дело. Не мора да не се исполнат сите желби на секој поле. Може на некој ливада. Pero и Мара ја продлабочија врска. Pero добре до најдлабоката. Некои жени, за да ги собречеш, мора први убаво да ги обречеш. Контраефект. На Мара и напишав приспивна песна. Сега од радост Сонја Африки. Не е точно дека сум спиел со Мара. Само дремнавме на ноги. Синоќа, уште на првиот ден од бракот си ги поделивме правата и обврските. Таа ги зеде правата. Добро вечер и поздрав од Струмица. За политичките вампири не е доволен кол во срцето. Треба еден и во задникот. Некои малцинства во Македонија се како нимфоманки. Постојано бара уште. Задоволите ги политичарите, мислете на нив кога имате секс. Сомнителен е квалитетот на некои наши функционери, како кинеска роба. Од полноглавец се станува жаба, од празноглавец може и функционер. Некои политичари од минатата власт се како расипан телевизор. Нема ниту слика, ниту тон. Бегалците ќе ја сменат маршрутата, ги буни новото име на автопатот. Покажав заби на премиерот, сега носам вештачка милица. Новото име на државата ќе не го истатуираат на грбот, така најлесно ќе го запамниме. Кажав нешто против политичарите. Ми се врати како да мочам спроти ветер. Се ми е запишено во судбината, двојазично. И еден, да се наговрзам на колегата од Струмица, со сопругата во сексот молчиме. Страх ни е да не изговориме некој туѓо име. Благодаря. Отсвират уште една музичка номера, а потоа ќе продолжиме со вториот номер.
Добро вечер и од мене. Јас серовски одна не пишувам, така ќе ви прочитам по некои хумористични. Денес на комшивката и се исполни најголемата новогодишна желба. Заглави со мене во лифтот. Моето знаење го зипував, за да ми го собере во главата. Сега не знам да го зипувам. Го сретнав Диоген, ама ме одмина. Тој се уште барал човек, а не мене. Секој лето влегуваме во крупна семейна инвестиција за набавка на 5 тефалки за муви. Бракот ми е песна, една и единствена. Ерген одев мајко, поарно ми беше. Бурекот со урда го продаваат како бурек со месо. Тоа му е прекар. Ако под масата ве гази штикла, ја пиете третата чашка. Комшивката е на постојана диета, а за зимница прави 100 тегли апетитка. Работам на мојата става, ама гладен не се работи. Подобро е да имаш пеперутки во стомакот, отколку бубачки во главата. Продавам магла, од нешто мора да се живее. Му помогнавме да се збогати преку ноќ, спиевме. И со ниска плата далеку се стигнува, дури до Нов Зеланд. Морам да молчам, дадов збор. Ама каков непотизам, љуби го ближниот свој од Бога, полуписмените секогаш ще сваќа буквално. И жена ми пере пари, кога ми ги пере фермерките. Село гори, баба се чешла, а дедо и го држи огледалото. Благодарам. Добро вечер и од мене. Како сте, добри? Супер, како ми е? Одлично. Одлично? Супер. Ова се моите афоризми. Бракот ми виси во воздух, се обеси жена ми. Умре од природна смрт, се обеси во шумата. Конечно го победи стравот од височина, се обеси. Имам проблеми со помнење. Заборавив кога последен пат сум имал секс. Болеста не треба да ми биде изговор. Еве, сите успешни политичари се болни луѓе. Не сакам да ме закопаат со жена ми во иста гробница. Се договоривме додека смртта не раздели. Откако слушна дека поевтинеле погребните услуги, умре од радост. Образованието е мајка на знаењето. Власта бива мајката. Не е важно на 14 февруари да имаш девојка, туку на 8 март да имаш мајка, рече Едип. Го преспав целиот ден. Тоа што можеш денес, не го стави зутре. За новата влада не би кажал ништо лошо, ништо не нема направено. Би си ги чувал парите под перница, ама немам пари да си купам перница. Прво бевме за Русија, потоа за Америка, сега сме за никаде. Да не постоеше вистината, ќе требаше да измислиме. Не ми се допаѓаат ветувањата на политичарите, среќа што лажат. Каде одиш, женска главо, праша джелатот. Благодарам. Него се стигнали до форизме. Да не се уморите слушајќи. Добро. Значи имам право и да кажам нешто. Чуден народ сме. Очекува нова власт, очекува чудо.
Кога ќе ти се наредат картите во животот, најголем баксус си да ти дојде джамбар. Сите ги напуштаат родните огништа, во мода си камините. Ако се сервис на граѓаните, немаше да се викаат државни институции. Совет за оние со низок притисок. Земете кредит. Жал ми е сега што ги нема градоначалниците да ја кажам ова. Од денеска сме отворена општина. Ноќеска некој ја разбил влезната врата. Одамна барам златна рибка. Трите желби во меѓувреме ги заборав. Покажи им на пријателите дека си добро, но некој друга каза не им треба. Имав намера да издадам книга, ама ми издаде спонсорот. Секој си има по еден ангел чувар, само комшискиот е шофер. Будалата памти, паметниот запишува, а снаrodливиот препишува. Срцето е најправичен судија, на кого често му е дадено почит. Некои комши ги воливаат за меѓата, а други за смоквата. Ова е последен за ова тура. Според сите параметри, секому му се доволни 2 метри. И годината артистичката репрезентација на Македонија доделува награди за најуспешните афоризми. Беше составено жири во состав Доне Донев, Славица Цветкова и Васен Доневски. Тие доделија 3 награди и 4 пофалници, од кои една е специјална, но целосната одлука на ова жири ќе ја прочита Славица Цветкова. Согласно со статутот на афористичката репрезентација на Македонија со седиште во Кочани и решенијата изготвени од незиниот председател за именување на членови на жири комисијата за разгледување и оценување на пристигнатите афоризми на конкурсот во состав Васил Толевски председател, Доне Донев и Славица Цветкова како членови, на ден 26 март 2018 година ја донесоа следната одлука. Член 1. Комисијата констатира дека во предвидениот рок со конкурсот на зададената тема Војна и мир од минатогодишниот лауреат, а според пропозициите сега председател на жири комисијата, се пристигнати афоризми од 15 автори. Од нив еден автор ги доставил по истекот на предвидениот рок, а од еден афористичар не се вклопуваат во пропозициите на конкурсот, така што во конкуренција останаа 13 афористичари. Член 2. По темелно разгледување на пристигнатите творби, комисијата реши да додели една прва награда, една втора награда, една трета награда, а 4 автори да добијат пофалници, како и една специјална награда за особен придонес во развојот на хуморот и на сатирата на Македонија. Член 3. Првата награда во износ од 5000 денари му се доделува на авторот Ристо Филчевски, афористичар од Струмица. Наградите ќе ги врачи председателот Јане Атанаси. Втората награда во износ од 3000 денари му се доделува на авторот Миле Ѓорѓиевски, афористичар од Делчево, Милена е тука. И третата награда во износ од 2000 денари му се доделува на
авторот Маријан Ангеловски од Ване. Скопје. Ване, извади тоа. Извади. Книжката извади. Ајде. Ќе ве молам за внимание да чуеме по 3 афоризми што ние ги одбравме од наградените. Првин од Ристо Филчевски. Со сопругата случивме сексуален мир. Сега води војна со комшијата. Што го осветлуваат патот кон иднината со светлички куршуми. Војната заврши со математичка операција. Сега ги бројат мртвите. Сега од Димитар Ѓоревски. Залудно водевме братоубиствени војни. Обдукцијата покажа дека не сме браќа. Некогаш трета жена, трета среќа. Денес трета жена, трета светска војна. Нема каде да ги закопаат воените секири. Ние сме мала земја. Сега нашиот избор од Маријан Ангеловски. Джихадистите се мирни луѓе. Само понекогаш експлодираат. Нашите војници исходот од војната одлучија да го прослават со игра и песна. Ете ги, уште се превртуваат во гробот. Кога го видов списокот на загинатите цивили, горко заплакав. Ја нема жена ми. Чии комисијата пофалници им додели на Јане Атанасов, афористичар од Фочани. Сега јас се снимам со него. Ацо Ѓоргиев од Струмица. Лјупче Силјановски е одсутен и Ванчо Арсов од Кочани. Афоризам вон конкуренција, ама на истата тема беше вака. Војната е црнилото на човечката душа, мирот е прекрасната зора на човечкиот ум. Жири комисијата, специјалната плакета што се доделува на институции и поединци за нивниот придонес и развој на афирмацијата на хуморот и сатирата во Македонија, постхумно ја доделува на сатиричарот Иван Карадар. А специјална благодарница за соработка со афористичката репрезентација на Македонија му се доделува на Абдурахман Халилович. Меѓутоа тој е одсутен, ние ќе ме испратиме по пошта. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а наградите ги врачува председателот на афористичката репрезентација на денешната
манифестација, 6-та вечер на македонскиот афоризам Кочани 2018. Благодарам. Формално наградите беа поделени преку овие дипломи што ги дадовме, а паричниот дел од наградите секој ќе го добие на жива сметка. Добро, а сега продолжуваме со уште еден круг афоризми. На линија, ако не досаде. На линија. Колку? Треба и ние да кажуваме. Може и политика? Може и интерес. Нема политика. Голема Албанија, голема Србија, Сан Стефанска Бугарија, Македонија во своите историски граници, а Балканот така мал. Голем проблем. Најголемото штетно зрачење го предизвикува усвитените глави. Среќа што луѓето немаат етикета, на некој ќе нема што да се напише. Исперениот мозок е погоден за припрема на разни пикантерии. И пак со кредитите, още една за кредитите. Оди на кредит за да ги остварам своите соништа. Сега сонја ме каже. Нели на политиката и дава некое име од најстариот занет на светот, па јас ќе помешам малку политика и еротика. Повеќе нема плашила по нивите, се преселија во политиката. Џабе што кралот ни е национално јадење, прдат само политичарите. Македонците на запад одат со зинат задник, ги примаат европските вредности. Нема потреба од двојазичност, и на македонски и на албански исто се овка. Имаат проблем со одењето по надвор, им ги зедоа пасошите. Не е важно дали имаш голем алат. Важно е да знаеш да чукаш со него. Жените ми стават рака во гаките, како и во џебот, и таму нема ништо. Со сопругата сме поделени, собирањето и оди со комшијата. И за крај, таа креваше нозе на сите, сега сите кренаа раце од неа. Најпрви ќе ви кажам еден афоризам на темата што беше за војна и мир, за кој што е пофалница, а не дипломата кај пофалница. Искрено, не сум ниту за војна, ниту за мир. Јас сум за Ане Каренина. Секој на младите останува, на старите Македонија. Оние кои што спијат по цел ден, сигурно сонуваат како да се збогатат преку ноќ. Без разлика дали пиеш виски или жолта, на крајот ќе сфатиш дека животот е гола вода. Се лутиме дека некој друг ни е крои со пијата. Нормално, кога не ме бидува ниту конец во иглата в денем. Кој работи, тој и греши. Утре цел ден немам намера да грешам. Не можеш да ги ставиш сите луѓе во ист кош. Некои се за во канта.
За да застанеме цврсто на нозе, треба раците да ги кренеме горе. Кај нас нема што нема, само стандард ни фали. Затоа што премногу мислат на утре, забораваја што беше вчера. Откако ни набија страх по коските, повеќе ни ишја снени работи. Моето јас е само мое, за разлика од некои што го немаат своето. Ако ти падне секирата во момент, внимавај на јазикот. Од дивите животни најбезбедни сме само ако се во кафес. Откако се скинаа конците, марионетите функционираат на далечински управувач. Јас сум секогаш над. Мојата подобра половина е под. Кога ќе запловиш во брачните води, снемуваш вода во очите. Судбината е на наша страна. Оно што пресудува е на другата. Очигледно не сакаат да видат се што ќе им се предочи. Да не му виси животот на конец, за себе го прејашат. Додека зидот уши имаше, народот очи немаше. Човекот ја измислил работата, а сега не го мисли. Се фали дека е глава на семејството, а јас на глава ти ставам облав. Мажот ми сакаше полн кревет жени. Се потрудив желбата да ми ја исполнат сама. Си земаа се без мерка, им пресудија мерка предпазливост, да внимаваат кога ќе краде. Премногу трошки, нам ни трошки не ме оставија. Јазикот не е само јазикот не е само